По рекламите, време е за вестите. Политичките партии ќе чекаат во последните минути да ги достават листите за кандидати за градоначалници и за советници. Познати се имињата на СДСМ, додека ВМРО-ДПМН во доцните попладневни часови ги соопшти имињата на кандидатите за градоначалници во источниот регион. Познати имињата на кандидатите за градоначалници за источниот регион. Засега, според она што беше објавено од страна на СДСМ, кои први почнаа со објавувањето на имињата за источниот регион, е дека нивни кандидати се за Штип Благој Бочварски, кандидат за градоначалник, додека листата ќе предводи актуелниот директор на Штипската клиничка болница Ален Ѓорѓиев, во Кочани кандидат за градоначалник Илчо Илиев, носител на советничката листа е Томе Солевски, Карвинци кандидат за градоначалник Јордан Насев, во Берово и новија локални избори кандидат за градоначалник е Звонко Пекевски, а носител на листата е Јован Матеничарски. Во Делчево од СДСМ кандидат за градоначалник е Горан Трајковски, носител Драган Маневски. Македонска Каменица новија локални избори ќе биде запаметена што СДСМ за кандидат за градоначалник ја има Сонја Стаменкова, во Пекчево е Драган Тренчевски, а во Виница за кандидат за градоначалник е Ивица Димитров, носител на листата е Митко Илиевски. Што се однесува за кандидатите за градоначалници за советнички листи, ВМРО-ДПМН е тактизираше до последен момент. Околу 14 часот партијата за своји кандидати за градоначалници во источниот регион ги објави. Кандидат за градоначалник на општина Штип, актуелниот градоначалник Илчо Захариев. Изненадувања, односно нови имиња, има за Виница Мартин Павлов, лекар со долгогодишен стаж, и Горан Зашов, кандидат за градоначалник за Чишиново Облешево. За Кучани се изврла актуелниот градоначалник Радко Димитровски. ВМРО-ДПМН исто така и за Македонска Каменица го кандидира актуелниот градоначалник Дарко Митевски. Изненадување нема и за општина Пробиштип, каде што кандидат е актуелниот градоначалник Тони Тоневски. За Зрновци Блаже Станков. За Пекчево за втор мандат ќе трча Игор Побовски. Исто така и во Карбинци Зоран Минов. Под знак прашалник се уште општините Берово и Делчево, односно партијата до попладнивните часови не објави кои се нивните кандидати. ВМРО-ДПМН е во најголемата општина на истокот. Гласовите на овие локални избори ќе ги бара со актуелниот градоначалник Илчо Захариев. Значи, денеска нашата партија ќе обелодени кој е кандидат за овие локални избори, но мора да кажам дека локалните избори се добиваат од почетокот на мандатот. Уште во 2014 година знаев дека со такво ангажирање и работење, со таква посветеност, со такви резултати, дека ќе направиме да нашите обични граѓани во нашиот град препознаат еден нов стил на работење на локалната самоуправа. Направивме на 450 проекти, еве се уште работиме, не сме се станале. Оведовме нови стандарди во работењето на локалната самоуправа. Успеавме буџетот на граѓаните да го максимално распределиме и да им го вратиме назад на нивните улици, во нивните населби, во секој дел, и јас се гордеам со тоа што е сработено во овој период. Убеден сум дека овие избори ќе бидат практично народно изјаснување за искуството, знаењето, посветеноста, работливоста, животото искуство, делата нормално што се направени во овој период и секако и младост. Не знам колку ќе има кандидати за овие локални избори, но ние сме комплетно спремни да одговориме на предизвиците на овие локални избори. Јас сум убеден дека граѓаните имаат веќе одредено кој и за кој ќе гласаат, затоа што за еден месец не може да се промени нешто што е градено, да речеме, 35 години во овој град. Така беше во 2013 година, се надам дека ќе биде и овој пат така. Јас се посакувам на сите што учествуваат на овие избори да направат добар изборен резултат, да имаме навистина една коректна политичка борба, каде проектите и делата ќе бидат оние кои ќе дефинираат како се однесуваат самите граѓани према кандидатите. Битно е дека граѓаните и да не се изјаснат, да речеме, за мене, ако денеска партијата нормално промовира за кандидат, дека оставивме трага зад себе. И тоа е најважно. Човекот е успешен ако во животот направи 3 работи. Прво, има успешна фамилија, јас тоа го имам. Ако има неколку пријатели кои ќе му се најдат во сите прилики, во добри и злои, кои гледаат во исти правец како него, тоа го имам. Не многу, али да бидат прави пријатели и да оставите трага зад себе. Ние Штип им го ставаме на Штипјани. Делата кои се направени ќе останат вечно и верувам дека се она што го направивме ние за овие 4 години покажавме дека во Штип може да се работи на подруг начин. Иако е законска обврска, во Штип се уште многу улици се без лежачки полицајци.
Завршуваат подготовките за 11-та поред Штипска пастрамаилијада. Над 200 вработени од локалната самоуправа се ангажирани во организацијата на манифестацијата, а штандови за пастрамаилија ќе има над 50 угостители. Пастрамаилијадата 2017 е со богата музичка програма, атмосферата дополнително треба да ја загреат Галија, Лепа Брена и Јелена Розга. Од утре до недела во Штип ќе се реализира 11-та поред манифестација Штипска пастрамаилијада. Се очекува градот да го посетат гости од сите градови на Македонија, но и од соседните држави. Верувам дека Штип ќе се покаже како град, дека нашите угостители ќе бидат врвни угостители и домаќини, ќе бидат максимално услужливи и коректни према сите оние гости кои ќе дојдат во нашиот град. Убеден сум дека оваа година програмата која направивме, заедно со покровителите и спонзорите на самата манифестација, ќе понуди одлична забава и расположение меѓу граѓаните на Штип и гости кои ќе дојдат во нашиот град. Трите дена имаме врвни музички групи од Македонија и од просторите на поранешна Југославија и верувам дека сите што ќе дојдат, а времето ќе не послужи сигурно, ќе биде во време, ќе уживаат во се она што ќе го видат во нашиот град. Се надевам дека манифестација ќе помине во најдобар ред. Ги замолувам штипјани да бидат трпеливи во овој период, затоа што ќе има измени во сообраќајниот режим. Неки ги пропуштат задоволството и уживањето на гостите кои ќе дојдат од страна, од цела Македонија, па и од Бугарија, од Грција, од Србија. И верувам дека на крајот во понеделник ќе заклучиме дека сме имале одличен настан. Во организацијата на самата манифестација се вклучени некаде околу 200 вработени од јавните предпријатија, од општината и волонтери. Интензивно се работи на поставувањето на штандовите за пастрамаилијадата. Над 30 угостители ќе бидат ангажирани за подготовка и продажба на штипскиот бренд. Па секоја година има дополнителни барања за поставување на штандови, али од прилика горе-доле се вртиме нека на бројка околу 30-31 угостител. Значи да напоменам дека денеска околу 13 часот кога ќе заврши таа неголемата гужва со транспортот на работниците од конфекциите, гужвата на сообраќајна гужва. Планирана е затварање на улицата и поинтензивно местење на штандовите на самите угостители. Да напоменам исто така дека од денеска почнуваме и утрешниот ден, пастрамаилијадата официјално почнува од утре и е на апел до моите колеги дека контролата за квалитет на пастрамалиите ова година ќе биде појака за да се одржи оној квалитет кој го бара самата пастрамаилијада. Јас мислам дека се ќе биде на ниво и дека ќе успееме со гаранција дека мислам дека над од штанд над 2000 пастрамалии секој може да изваде. Очекуваме. Ова година Штипската пастрамаилијада има изворедна музичка програма, се очекува дополнително атмосферата да ја загреат Галија, Лепа Брена и Јелена Розга. Општина Штип по пети пат ќе го реализира проектот Општо корисна работа. Огласот за лицата кои сакаат да бидат работно ангажирани ќе трае 5 дена и почнува од денеска. Младите невработени лица до 29 годишна возраст ќе можат да се пријават за програмата на Општина Штип за општо корисна работа, за работно ангажирање со скратено работно време од 20 часа неделно во период од 6 месеци. Преку програмата ќе ангажираме еден физиотерапевт, 4 негователи на деца со пречки во развојот, 5 образовни асистенти и 5 негователи на стари изнемоштени лица и лица со инвалидитет за помош во домот и надвор од домот. Право на аплицирање имаат самохрани родители, жртви на семено насилство, роми, евидентирани во Агенцијата за вработување, најмалку една година и родители на деца со пречки во развојот или родители на 3 или повеќе деца. Новина од оваа година е што се бараат дополнителни 5 образовни асистенти за помош на децата со пречки во развојот. За помош на оние деца кои што се инклузирани во редовната настава, кои што ќе имаат обврска да им помагаат на самите деца околу совладувањето на наставните предмети. Програмата се спроведува 5-та година поред и досега се ангажирани околу 50 на лица, кои преку обуки се стекнале со лиценца кој им помогнала успешно да се етаблира на пазарот на трудот. За овие услуги најмногу се заинтересирани слепите и старите изнемоштени лица, кои најчесто живеат сами и им е неопходна помош. Огласот трае во рок од 5 дена.
Штип е град без лежачки полицајци, иако е законска обврска. Тешко е да се постават без сообраќаен проект кој го нема во поголем дел од улиците во градот, велат од Општинскиот совет за безбедност, кој е советодавно тело на општината. Штип е град со улици на кои нема сообраќајни помагала или забавувачи познати како лежачки полицајци. Законот ги предвидел и нивниот облик и големина кои треба да зависат од брзината на движење на возилата по улиците. Законот ги предвидел и така наречените школски зони, каде согласно сообраќајните проекти за тој тип на улици треба да бидат поставени за поголема безбедност на учениците и останатите учесници во сообраќајот. Законот за безбедност предвидел школски зони со кои општините се обврзани да ги оформат согласно законот. Значи, таму постојат повеќе елементи со кои ќе треба да биде обележена таа школска зона и во сообраќајниот проект, меѓу другото, можни се предвидување на овие успорувачи. Затоа велам, нивното поставување е во зависност од сообраќајниот проект за таа улица. Досега напорите на Општинскиот совет за безбедност како советодавно тело на општината не бродија со плод. Советот да донесе ваков сообраќаен проект. Ние бевме поборници на тоа да постоечките улици ни се изготви еден сообраќаен проект со кој моменталната состојба ќе можеме да ја знаеме, како би можеле во иднина, доколку сакате да правите подобрување на сообраќајот или да правите некој нов облик на сообраќаен режим, потребно е да имате постоечко како тој се регулира и што е тоа што ние ќе сакаме да го преправиме, доправиме или ќе го надополниме со некои сообраќајни знаци и помагала, останати помагала со кои ќе се подобри сообраќајот на постоечките улици. За секое сообраќајно решение потребно е да има сообраќаен проект и со тој проект понатаму се предвидува подобрувањето на сообраќајот. Поголем дел од улиците во Штип немаат сообраќајни решенија, со што многу тешко можете да го решавате проблемот, додава Рогожарски. Во последниве 8 месеци Штипската полиција евидентира 12 деца повредени во сообраќајни несреќи, од кои едно потешко. 4 полесно повредени деца се пешаци. Штипското здружение за правата на ромите и ова учебна година продолжува со реализација на активности од проектот Рома Верзитас, кој има за цел едукација на студентите роми. Исто така се работи на проект во врска со азил финансиран од германската фондација ГИС. Здруженијето за правата на ромите во Штип успешно ги реализираше сите активности од проектот Рома Верзитас за учебната 2016-2017 година. Проектот офаќаше едукација на студенти, каде беа вклучени и ментори и тутори кои им помагаат на студентите за усовршување на знаењата и добивање на вештини. Пред некој ден имавме завршен настан во врска со проектот Рома Верзитас во Скопје. Така да презентиравме сето она што е сработено во врска со проектот, а во корис на целната група, поточно на студентите роми. Направени се повеќе видови анализи, извршени се повеќе истражувања во делот на состојбата со ромите и така натака. Значи, тој завршен настан го заокружи учебната година 2016-17, со тоа што нели сега Рома Верзитас за новата учебна година 2017-18 ќе започне повторно да имплементира свој проект за својата целна група, поточно за ромите студенти, така да сите недостатоци од претходната година се ставени во новиот проект, така да сметаме дека во новиот проект новите активности на Рома Верзитас ќе бидат комплетно покриени потребите на самите студенти и се надеваме дека нели истите ќе бидат од голема корист за самите тие. Штипското здружение за правата на ромите реализира и активности со германската фондација ГИС, а се поврзани со тоа што граѓаните треба да обезбедат и добијат азил. Ние со германската фондација ГИС имаме склучено договор од 15.7 до 31 декември, тест период, за спроведување на активности поврзани со барателите на азил во европските земји и лица кои се
враќаат, кои не биле во состојба да добијат азил во европските земји, се враќаат назад во Македонија. Нашата цел ќе биде да работиме за нивната повторна реинтеграција во општеството, со цел да истите ги остваруваат правата и можностите еднакво како и останатите народи. Во тек се мобилните тимови работат на терен, да ги идентификуваат повратниците, да идентификуваат потреби од повратниците, така да веќе од наредната недела ќе почнеме со одржување на состаноци интензивни со нив, да видиме кои се нивните потреби и барања, за да можеме да пружаме бесплатна правна помош на истите. Во наредниот период, Сдруженијето за правата на ромите во Штип продолжува со едукација посебно на младата популација на средношколците роми, но исто така ќе реализира и активности поврзани со давање на бесплатна правна помош. Штипјанец тешко повреден при пат од кровот на семејната куќа се бори за живот на клиниката во Скопје. На автопатот Скопје-Велес во сообраќајна несреќа загина жител на Кочанското Грдовци. Работел на кровот на семејната куќа и изгубил рамнотежа и паднал на металната ограда во дворот. 57 годишен штипјанец се здобил со тешки телесни повреди, контузии и фрактура на черепот и се бори за живот по падот од кровот од висина од околу 4,5 метри. Со возило на итната медицинска помош итно бил пренесен во Штипската клиничка болница, а оттаму и во клиничкиот центар во Скопје. Несреќата, информираат од полицијата, се случила синоќа околу 20 часот на улицата Кирчи Димитриев во Штип. Истокот неделава го тресат несреќи. Во Беровско и Делчевско при работа загинаа двајца дрвосечачи, а на патот кон Шашаварлија беше пронајдено без животното тело на 63 годишен штипјанец. Вчера околу 23 часот во сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Велес загина 30 годишен жител на Кочанското село Грдовци. Во него удрил автомобил Мерцедес со српски регистарски таблички, управуван од 45 годишен возач. Од повредите пешакот починал на лице место. Вчера се одиграа првите 8 на финални надпревари во рамките на фудбалскиот куп на Македонија. Екипата на Брегалница како домаќин загуби од тимот на Прилепска победа. Во одиграните први 8 на финални надпревари од Националниот куп на Македонија се постигнаа следните резултати. Брегалница победа 2:3. Стелци на головите за Брегалница беа Здравков и Мишев, а за победа Недановски, Илиевски и Маневски. Синекс Академија Пандев 1:0. Работичи Шкендија 1:1. Скопје Евромил 3:0. Пелистер Борец 4:2. Кожув Тетекс 2:2. Ренова Струга 3:2. Надпреварот Вардар Шкупи е одложен поради настап на Вардар во групната фаза на Лигата на Европа. Реванс редбите ќе се одиграат на 18 октомври 2017 со почеток во 14 часот и 30 минути. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!